Ова утро ќе ве поздравам од населбата Железара. Поточно се наоѓавме пред кафулето Комбо и ќе зборуваме за еден настан кој што ќе се случува утре на 19 јули во сабота во Железара во организација на Сдруженијето за креативна одржливост Комбо. Утрово разговараме со Анастасија Павловска. Ќе одржуваат заедно со незината сестра Ивана, ќе одржуваат настан насловен како создавање на комунална градина или ре-засади. За што поточно станува збор ова утро ќе ни каже Анастасија. Анастасија, добро утро. Ре-засади. Настан утре се случува овде во населбата Железара. Од колку часот почнувате и за каков настан станува збор? Добро утро. Значи, утре во 17 часот започнува настанот со прошетка низ парк шумата Гази Баба, која што се наоѓа позади оваа зграда. Првично овој настан е замислен како настан каде што ќе се собере заедницата и заедно ќе работи кон разеленување на овој простор кој што го имаме меѓу зградите на Куца Металец. Односно ќе создаваме заедно комунална градина. Ова не е нов концепт, ова е концепт кој што го има низ целиот свет, кој што има за цел да ги научи луѓето како да размножуваат растенија, како да се грижат за истите и нели со тоа да го намалиме штетата која што се случува од сите овие пожари, например, кои што ја зафатија нашата држава за жал. Настанот има за цел нели да поттикне едно еколошко размислување, да ја спои заедницата кон една поголема цел и нели да всади една одговорност за одржување на самото зеленило кое што веќе исто така постои. На овој настан ќе се дружиме, ќе создаваме вазни, односно саксии од стари шишиња, стаклени и пластични и потоа истите ќе ги редиме на гелендерите кои што се наоѓаат измеѓу овие згради. Да, ќе имаат шанса потоа сите соседи или било кои граѓани да се поминат, да се земат дел од растението и да се го однесат дома. Да си однесат дома или да си однесат пред својата зграда, на гелендерот или на балконот и да го засадат, така да го размножат тоа растение, ре-засади. Ова што држиме во рака и овдека во вашиот локал се е рециклирано, така се е нешто веќе што е реупотребено. Во раката е тегла, така? Да, ова е тегла од ајвар, која што сега е претворена во мала вазничка, која што утре ќе употребиме нели за засадување на растенијата. Да, се во нашиот локал е реупотребено, значи од донации од луѓе, отпад кој што сме го нашле покрај контейнерите. Нашата мисија е уствари да го намалиме отпадот кој што завршува во депониите, кој што може да биде реупотребен. Одлична идеја. 17 часот, парк шума Гази Баба. Кој може да присуствува, каде ќе се вие точно местото каде што почнувате со прошетката првенствено? Има ли некое пријавување? Овој настан да кажеме дека го организирате за прв пат, ти заедно со твојата сестра Ивана. Каков е одзивот? Имате ли можеби сознание, каков е интересот, има ли заинтересирани? Да, на овој настан може да дојде било кој, значи ние ова е отворена покана за секој кој што е загрижен граѓанин или граѓанин кој што сака да допринесе кон својата заедница. Првично во 17 часот се собираме тука, со кратко објаснување како ќе се одвива настанот и потоа започнуваме со прошетката. Во текот на прошетката ќе собираме земја, одредени растенија од самата шума кои што ќе може да се засадат и потоа се собираме тука и започнува акцијата на садење. Има заинтересираност и тоа приметивме според тоа што еве веќе дел од растенијата кои што ние ги имаме засадено, некои граѓани си земале веќе растенија. Нашите пријатели секако се тука да не поддржат и нашето семејство. Веќе испратен апел до граѓани, здруженија и така натаму, така да очекуваме да има голем број на луѓе кои што ќе заедно ќе допринесат кон подобро утро. Еве и преку овој линк денес сите кои што не гледаат, па и не мора да се од општина Гази Баба, може од било каде од градот, од Скопје или од било каде од Македонија кои што утре ќе се најдат во Скопје, може да дојдат и да учествуваат на овој навистина убав настан, да ја разубават својата околина на секаде, нели не само во вашата општина. Точно. Сега здружение треба да дојдат пред локалот Комбо, така во поточно кажете каде се? Да, ние се наоѓаме на Куца Металец 1Г, односно во црвениот блок на згради во Железар. Така. Сега здружение Комбо
кога е формирано Здруженијето Комбо, кои му се цели и активности и повторно ќе кажам, се што имате внатре во локалот се е реупотребено, нешто што веќе треба да се фрли, ама вие не го фрлате, туку го реупотребувате, му давате некој нов живот на она што треба да се фрли. Точно. Значи вака, ние постоиме веќе 1 година како здружение. Ја можам да кажам дека ние сме мултидимензионална идеја, бидејќи опфаќаме повеќе проблеми кои што сме ги воочеле во нашата заедница. Првично нели оној момент со отпадот кој што завршува во депониите. Затоа нашата мисија е насочена кон намалување на отпадот, кон раззеленување на урбаните средини, но и опожарените предели. Потоа имаме друг аспект, односно креативна одржливост, развивање на креативни вештини кај граѓани, каде што тие ќе можат потоа нели да си ги редизајнираат отпадот кој што го имаат дома, наместо да го фрлат или да купат нешто ново. И една исто така голема цел која што имаме поддршка на млади уметници, бидејќи Комбо служи како простор каде што тие ќе можат да имаат изложби, свирки, веќе имавме неколку такви настани, дизајнер имаше една недела ја користеше нашата продавница за промоција на неговите реупотребени парчиња облека и така го замислуваме како простор каде што секој ќе може да дојде, да си креира, да си ја сподели идејата и можеби заедно да ја реализираме идејата. Анастасија, видов внатре облека од втора рака. Дали тоа значи дека исто сите заинтересирани кои што сакаат да купат ваква облека може да дојдат кај вас и да си купат облека од втора рака, така? Точно, значи целата облека која што имаме тука е собирана по пат на донации, потоа ние ја селектираме. Дел од облеката е поправена и потоа изложена во просторот, но дел од облеката која што ја собираме, што е од понизок квалитет, потоа претвараме во веледи, кои што исто така можат да се купат. Имаме и момент на дел од донациите кои што ги добиваме, ги донираме потоа во други здруженија кои што би имале потреба. Пример за тоа ние Здруженијето Хуманост, кои што работат со лица со попреченост и на нив им донираме генерално облека, постелнини, пешкери и така натаму. Браво. Многу ми е навистина кеј вака млади луѓе кога ќе слушнам амбициозни и со вака навистина одлични идеи, креативни идеи. Уште еднаш пред крај на ова линковско вклучување, повик до сите, еве ќе оставам на тебе, порака или повик до сите кои што не гледаат, и повозрасни и помлади да се приклучат на настанот утре и да имаат многу што да научат и од тебе и од Ивана. Да, значи ве повикувам сите да дојдете, да се дружиме и што поважно да создадеме позелена иднина. Ова не мора да биде само за Железара, значи ова иницијатива која што секој на кој што му се допаѓа може да ја започне во сопственото мало. Така е. Ви благодарам многу, ви посакувам многу успех и повторно како Алфа телевизија ќе дојдеме кај вас овде во Комбо и има навистина многу разговор со вас, ама времето ни е толку. Ова беше само накуста колку да го најавиме утрешниот настан. Благодарам и се гледаме утре сите, уште еднаш. На засади во Железара. Така, во 17 часот. Ние од тука, од Железара се одјавуваме. Искра, ако имаш некое дополнително прашање до нашата гостинка, ќе слушам. Констатација, мислам дека овој концепт со реупотребување ние македонците дефинитивно го имаме измислено. Кога ги гледам тегличките, ние жените што се не чуваме во нив, а мажите сите шрафчиња, клинци си ги чуваат во нив. А баш ка што имаме сите во домовите некои такви садови што ни се наследуваат од генерација на генерација, така што имаат веќе и музејска вредност. И благодарам многу и Ирена. А ние сега преминуваме на сосема друга тема. Сите си имаме различен однос кон нашата перница. Некој сака да е поголема, некој сака да е помала, некој ја тутка, некој сака да спие без перница, но ајде да видиме што велат експертите. Што е навистина подобро, дали да се спие со перница или без перница?